Почитуван господин Дейвид Криспи, подпредседател на компанијата Магна Интернационал, почитувани представници на менеджментот на компанијата, почитуван вице-премиер Битичи, почитуван директор на ТИРС, господин Деспотовски, почитувани градоначалници, почитувани присутни представници на медиумите и пред се почитувани вработени во компанијата Магна во Струга. Јас не сум од оние политичари или политичар кој што својот работен век и својата кариера ја градел по кабинети во влада, по кабинети во институции, во јавна администрација, туку напротив, сум човек кој што 22 години својата кариера ја градеше во приватниот сектор. Почнав исто како вас, тука зад овие столчиња, како вработен, кој што мораше секое утро да дојде на работа, да креира вредност, да обезбеди вредност за компанијата, меѓутоа и да обезбеди даноци кои што ќе бидат платени на државата, да обезбеди добивка за компанијата, од која ќе се плати данок на добивка и од која што подоцна се финансираат функциите на државата, вклучително и оние политичари кои што целиот свој живот го поминуваат во кабинети. И сите вие пратите медиуми дека 10 дена за мене се зборува дека сум правел фабрика и сум работел во фабрика. И јас сум горд што сум работел во фабрика, исто како вие што работите. И многу ми е познато и добро знам што е антистатик под, што значи загревање на ваков погон и како се организира производствен процес во една високотехнолошка индустрија како што е оваа. А ме критикуваат луѓе кои што никогаш во животот не кренале нешто потешко од спајалица и кои што за тоа кревање на спајалица им го плаќаат оние како вас и како мене кои што работат, креираат вредност и плаќаат даноци. И затоа посебно сакам да ги поздравам вработените во компанијата Магна и ги замолувам сите кои што се седнати тука со овие убави кравати во први ред да дадат еден аплауз за нив. Денес стоиме исправени пред многу предизвици во навистина тешки времења. Енергетска криза, инфлација, несигурност, сето тоа ги поттикнува ветровите на рецесијата во Европа. Така како што го кажувам и така како што вчера го напиша и Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка. Во оваа ситуација можеме да направиме две работи. Прво, да се осигураме дека никој нема да биде оставен сам и дека никој нема да биде принуден да избере помеѓу грејење и храна. Новиот пакет на антикризни мерки, кој го воведовме во неделата во вредност од 360 милиони евра, е првиот чекор за да осигураме дека сите граѓани во државата, особено најранливите, ќе ја преживеат оваа зима. Струја, грејење, храна мора да има за сите. Втората работа е да продолжиме да размислуваме за тоа како ќе изгледа нашата иднина. Во понеделникот започна со работа досега најголемата соларна електрана во Македонија, било кога изградена, која ќе произведува струја од наше македонско сонце. 17 мегавати фотоволтаична централа значи производство на 25 гигават часови електрична енергија. А тоа е повеќе електрична енергија од онаа која што ја користат сите основни и средни училишта во државата или еднакво на потрошувачката на електрична енергија на 5500 семејства во државата. Тоа е начин на кој што се прави енергетска трансформација во државата. Откако јас сум премиер, само во Осломеј и во Источна Македонија со пуштањето на таа централа се направени 27 мегавати електрична енергија. 27 мегавати соларна енергија не е направено во 11 години власт, сите вкупно години, кои што ги имаше еден претходен естаблишмент. И тоа е начинот на кој што оваа држава треба да се движи напред. А денес, овде во Струга,
официјално отвораме фабрика која развива и произведува автомобилски системи и делови кои ќе се испорачуваат на сите најзначајни производители на автомобили во светот. Го прашав господинот Криспи и претходно сум прашувал. Која е причината, главната причина заради која што решивте фабриката да ја отворите во Македонија? Ми наведе неколку. Прво, што оваа држава има обезбедена сигурност и безбедност со членството во НАТО. Второ, близината до европскиот пазар. Трето, јасната визија за тоа каде се движи државата кон Европската унија. Четврто, помошта која што ја добива од државата и фискалната политика. Пето, и најзначајно, квалитетни и вредни работници од Македонија. И тоа се причините заради кои и менеджментот на компанијата во Канада одлучува да ја прави фабриката тука. Во овие тешки времења, најдобриот начин на кој можеме да се избориме со кризата е тука во Северна Македонија да отвориме и обезбедиме што е можно повеќе работни места за нашите граѓани. А најдобриот начин како да се избориме со високите трошоци за живот е да донесеме подобро платени работни места во индустриите на иднината, кои подобри услови и поддршка се поддржани секогаш од владата. Повторно, заради таа поддршка, вакви компании ја бираат нашата држава како дестинација за нивните инвестиции. Овие инвестиции се резултат на напорната работа на многу луѓе, но тие се и резултат на фактот што Северна Македонија цврсто чекори на патот кон Европа. Компаниите ширум светот сакаат да дојдат и да инвестираат во земјава која има европска иднина, а не во земја која е изолирана и во конфликт со соседите. И тука сакам нешто посебно да истакнам. Јас знам дека многу луѓе чувствуваат исто како што јас чувствувам и како што до сега сум кажал, дека цената што ние мораше да ја платиме за да станеме и членка на НАТО и за да ги почнеме преговорите со Европската унија беше таква која што и на мене, а верувам и на најголемиот дел од нашите граѓани, им создава чувство како некој со нож да ги боде во стомак. Тоа беше чувството. Но, која е алтернативата ако не донесете одлука да одите во семејството на земјите од Европската унија? Дали е алтернатива да бидете горди сами на маса, изолирани, или е подобра алтернатива во која ја верувам дека е подобра и работам на тоа, со крената глава, како македонци, со македонски јазик, да седиме на големата маса во Брисел и да станеме членка на Европската унија. Тоа е единствената алтернатива. Никој не понудил друга алтернатива. И заради таквите политики, вакви инвеститори доваѓаат во Северна Македонија. Дали е подобро вие овде што сте тука и нашите други млади од овој регион, наместо да работите во фабриката на Магна тука во Струга, во својата родна земја, да одите да работите во една од 7 фабрики на Магна во Европската унија? Ако не се направеше оваа фабрика тука, тоа ќе беше резултатот. Најголемиот дел од овие млади кои што ги поздравив тука на почетокот, кои што работат сега тука во својот роден град, ќе требаше да одат да работат во Германија, во Чешка и во другите држави во кои што Магна има фабрики. И затоа сакам да им се заблагодарам и на Магна, и на нивниот менеджмент, што ја избраа токму Северна Македонија за да ја отворат оваа фабрика, високотехнолошка фабрика во државата. Инвестицијата што ја гледаме денес, исто како и инвестициите во изминативе 5 години, се јасни, опипливи и резултат на придобивките кои што ги имаат инвеститорите во оваа држава. И затоа најпрви сакам да упатам честитки за официјалното отворање на канадската фирма Magna Mirrors тука во технолошко-индустриската развојна зона во Струга. Компанијата стартуваше со тест производство годинава и веќе произведува, извезува и вработува. Заклучно со септември годинава оствариле вкупен извоз од над 13 милиони евра и до сега имаат 324 ново вработени наши сограѓани. Според бизнис планот на компанијата,
во наредните 10 години се планирани над 1300 вработени. Места кои што се платени со плата поголема од просечната бруто плата во државата, која што исто така е планирана да расне како што расне компанијата, нејзината продуктивност, нејзиното производство и нејзината продажба. Владата ги поддржува инвестициите кои креираат висока додадена вредност, каде платите се на ниво на просекот на државата и над просекот и предсек каде се вработуваат млади кадри кон својата иднина ја градат дома. Севкупниот долгорочен план на инвестицијата на Magna Mirrors ја образложи нивниот подпредседател, која што изнесува над 39 милиони евра за комплетирање на целава оваа инвестиција во иднина. Согласно договорот, висината на државната помош е 50% од реализираната инвестиција, која ќе се имплементира преку даночни и царински ослободувања, како и грантови за отворање на нови работни места, за оправдани инвестициски трошоци и за зголемување на конкурентноста. Важноста на овие глобални инвестиции е уште поголема кога ќе се земе предвид дека се случуваат во услови на светска енергетска криза, а почна со изградба фабриката во време на најголемата пандемија со која што современиот свет се има соочено. Придобивките се бројни, а една од нив покрај преносот на знаење на искуства е интензивирање и на соработката со домашните компании. Затоа зашто оваа компанија нема да вработи само 1300 вработени кога ќе го достигне својот полн капацитет, туку и голем број на компании од државата ќе бидат нивни договорни компании кои што ќе извршуваат производствени и услужни услуги за оваа компанија. И со тоа се мултиплицира ефектот врз економијата во целиот овој регион и во државата. Ваквата соработка со локалните компании има силен придонес за севкупната економија, како на локално ниво, така и на ниво на државата. Новата инвестиција во Струга за нас, како влада, е потврда за заложбите за рамномерен регионален развој, за нови добро платени работни места, а со тоа и нов стимул за нашата економија. Ваквите инвестиции се јасен сигнал дека Северна Македонија нуди предвидлив деловен амбиент за компаниите, за нови инвестиции и предвидлива иднина за тоа каде се движи оваа држава. И според индексот на Investment Monitor за 2022 година, кој го споредува бруто домашниот производ во однос на странските директни инвестиции, постигнавме импресивни резултати. Како земја сме значително над глобалниот просек кога станува збор за привлекување на гринфилд инвестиции како што е оваа. Речиси 90% од инвестициите потикнуваат од нови проекти, додека останатите 10% се инвестиции во проширување. Инвестициите во обновливи извори на енергија се водечки сектор за влезни странски директни инвестиции во земјава, со 7 проекти. А веднаш потоа на второ место се рангирани секторот за автомобили, како што е вашиот сектор овде, софтвер и IT услуги, кои што се секој со по 6 инвестиции. Ова е резултат на нашиот стабилен амбиент на членството во НАТО, како и на почетокот на преговорите со Европската Унија. Затоа од тука сакам да упатам порака до инвеститорите и покрај најголемата светска криза и предизвиците пред кои што сме сите исправени, да ги искористиме можностите и да вложат свој капитал во нашата држава. Креираме поволен деловен амбиент и еднакви услови како за домашните, така и за странските инвеститори. Креираме нова развојна економска политика и поволна бизнис клима за инвеститорите да растат заедно со државата. Јас силно верувам, има ви можност да слушнам дека многу млади луѓе се вработени и покажуваат интерес да работат во оваа компанија, која нуди стандарди за работа со најсовремена технологија, еднакво како во сите високо развиени земји. Но и можност да се стекне знаење, да се стане поконкурентен и на најдобар начин да се напредува во својата професионална кариера. Она што сакам во оваа прилика да напоменам е дека и во овие моменти на справување со предизвиците на енергетската криза, во ТИРС зоните во земјава реализирани се 1600 вработувања само од почетокот на оваа година. Само во септември во компаниите во зоните се отворени над 300 нови работни места, со што вкупниот број на вработени постигна 15.600 вработени. Позитивниот тренд на растот од почетокот на годинава продолжува и во однос на извозот. Заклучно со септември, извозот од ТИРС
порасна и надмина 2,78 милиарди евра, што е највисоко во овие безмалку 2 децении од воспоставувањето на технолошко-индустријските развојни зони во државата. Она што охрабрува е дека со новиот концепт на ТИРС и владата, кој го спроведуваме веќе 18 месеци, и во време на глобални предизвици успеавме да постигнеме договори од над 620 милиони евра инвестиции, што е речиси 2/3 од вкупниот обем на донесени инвестиции во претходните 10 години. Остануваме посветен партнер на инвеститорите и ќе работиме заедно за нови успеси. Уште еднаш им честитам на Магна Интернационал, компанијата мајка на оваа фабрика, за тоа што се континуирано рангирани на листата на Global 500, која составува магазинот Fortune, а ги опфаќа 500 најуспешни компании во светот, како и за изборот да инвестираат во Северна Македонија, како една од 28 држави во светот каде работат над 158.000 вработени на оваа групација. Ви благодарам и честитки уште еднаш.